Антикорупционерите имаат докази за незаконското работење на директорот на Агенција за филм, Бојан Лазаревски, потпирајќи се на финансиската ревизија во неговиот мандат. Селективно одбирал филмски проекти кои треба да се спонзорираат. Работувал луѓе кои не се ни појавиле на работа. Незаконски давал пари на Друштвото на филмските работници и со службена картица ја шетал сопругата на Канскиот фестивал. Со овие обвинувања, антикорупцијска му возврати на директорот Лазаревски, откако вчера на пресконференција се изјасни за невин. Утврдено е дека службеното возило го чува надвор од кругот на агенцијата. Вработува лица по договор за дело за кои нема евиденција дали се појавиле на работа. Ниту извештај за завршената работа, влијае субјективно на доделување средства на филмските проекти, исплаќа средства на Друштвото на филмските работници без законска основа. За ова лице со своји наоди се изјасниле и други државни институции. Сите овие наоди се утврдени и докажани, а дополнително потврдени од неколку државни институции. Лазаревски вчера негираше дека сопругата е шетал на државна сметка. Прво рече дека не биле сместени во Кан, туку за поевтино на 15 километри подалеку, но потоа се поправи, па дообјасни дека патувањето го платил самиот. Јас пак ќе ви кажам, све што имало сметки се доставени во институцијата, сите сметки ми се одобрени од секторот за финансии. Јас пак ќе ви повторам, јас во Кан не сум престојувал. Јас сум престојувал 15 километри од Кан. Зошто? Затоа што хотелското сместување во Кан чини 2 пати или 3 пати повеќе од таму каде што јас како лично сум се сместувал. Иако многумина гледаат корупција и незаконитост во директорувањето на Лазаревски, тој изјави дека е изненаден и шокиран од обвинувањата на институциите, бидејќи очекувал пофалби за неговата работа и успехот на Агенцијата за филм. Дека во работењето на агенцијата има криминал, алармираа неодамна и бројни филмски работници. Режисерот Милчо Манчевски обвини дека агенцијата е претворена во дувло на криминал и неспособност, додека пак режисерот Јани Бојаджи алармираше дека се финансираат проекти само на уметници подобни за власта. Инаку, директорот на агенцијата е назначен на функцијата, иако нема никаква врска со филм и доаѓа со претходно искуство од банкарскиот сектор.